Јас верувам дека таквите инвестиции е возможно да се реализираат во Македонија, со тоа што веројатно очекуваат Македонија да има сигурна и известна безбедна иднина со членството во НАТО и во Европската Унија. Ги следат внимателно процесите, почнуваме делот на процесот на скринингот и разговорите на компатибилноста на Македонија со системот во НАТО. Еден дел од сите овие разговори е комплетната информатичка поставеност и безбедност во државата. Се работи за сериозни компании, посакувана е сигурно од сите, вклучително и од вас, да имаме такви компании. Ова е известна можност да се случи во Македонија. Ќе продолжиме да разговараме и веднаш што ќе имаме некои конкретни резултати за точен датум за реализација на инвестицијата, тоа ќе го соопштиме. Односно, првото соопштување ќе биде било каква формална потврда од нивна страна, ќе излеземе пред парламентот за промена на данокот на добивка за сите компании во информатичката технологија од секој можен аспект, да го намалиме од 10% на 3%, заради тоа што тоа е дел од пакетот на понудата која што разговараме со ваквите компании, кои што секако имаме сериозен основ. Јас сум го споделил транспарентно тој основ со јавноста во Република Македонија и за многу други инвестиции, вклучително и за овие можни потенцијални инвестиции, кои што се уште негувам надеж сериозна дека ако Македонија ги заокружи известно политичките процеси и тоа се потврди и преку уставните амандмани, а со тоа стане известно членството за НАТО, кое што и текако е важно за едни вакви компании, за да реализираат својата инвестиција, сите заедно ќе помогнеме на бордот на директорите да донесат позитивна одлука за инвестиција во Република Македонија.